Од четврт тематски тест по математика за 8 оделение, односно 9 оделение наредна учебна година. Од првите 4 тестови ќе разгледаме прашањето број 3. Од првиот тест, прашање број 3. Кој вид паралелограм се ѕидовите на квадар? Квадар е сунгерот. Ѕидовите што му се? Правоаголници. А имаме 3D приказ на еден квадар. Еве го квадарот. Основата правоаголник. Еве квадарот. Може да погледнете. Сите ѕидови и основите и бочните ѕидови се правоаголници. Одиме понатаму. Наредно прашање, тоа ќе биде од тестот број 2, третото прашање. Какво својство имаат диагоналите на правоаголен паралелопипед? Пак да имаме 3D. Да. Еве диагоналата КЛ на едната основа, ПН на другата основа. Какво својство имаат диагоналите? Што тие формираат? Диагоналниот пресек е правоаголник. А тоа е просторна диагонала. Едната просторна диагонала, еве другата просторна диагонала, значи НК и ПИ се просторни диагонали. Кој својство го имаат просторните диагонали? Бидејќи диагоналниот пресек е правоаголник, својство на диагоналите кај правоаголник имаме тие се еднакви меѓу себе и се преполовуваат во пресечната точка. 5 поимено се тоа прашање. Тест 3. Трето прашање. Штрафира еден диагонален пресек на квадарот од цртежот. Кој вид е тој пресек? Значи имаме еден квадар. Да го погледнеме. Диагонала на горната основа, диагонала на долната основа, се формира диагоналниот пресек. Кој вид е пресекот? Се работи за правоаголник. 6 поени. Четврто прашање. Односно трето прашање од тестот број 4. Именувај ги под А бочните рабови, под Б основните рабови на призмата од цртежот. Основни бочни рабови, под А бочни рабови. Има ознаки, еве ги. А А1, Б Б1, С С1, бочни рабови. Основни рабови се оние кои се рабови на а тие се АБ, БЦ, АЦ, А1, Б1, Б1, С1 и А1, С1. Тоа и разгледавме сите 4 прашања. Благодарам на вашето